На што присуствувавме денеска? Денеска завршуваме со предвидените 5 работилници по проектот Развој на советувалишна и советодавно-тераписка работа. Значи, многу ми е мило за одзивот на бизнис секторот, за представниците од бизнис секторот од нашата општина, за кој што и беше наменена оваа наша денешна работилница. Поразговаравме околу потребите и приоритетите кои што ги имаат лицата со попреченост, околу зајакнувањето на нивниот социјален статус, посебно во делот на вработувањето. Исто така искористивме и можноста и присуството на представниците од Агенцијата за вработување, за да ги кажат тие пак придобивките кои што ги имаат фирмите околу вработувањето на лицата со попреченост. Во вториот дел од оваа работилница поразговаравме за развојот на социјалното менторство. Тука го искористивме присуството на експертите од Паблик. Тоа е една фирма која што работи долги години на развојот на социјалното менторство и на крајот со заклучоците и дискусијата што ја имавме со бизнис секторот, значи се договоривме да ова не биде последна средба, значи да имаме почесто такви средби, бидејќи видовме дека и бизнис секторот се соочуваат со некои проблеми кога вработуваат лица со попреченост, дека не е лесно и на фирмата која што вработува, така да потребно е тоа социјално менторство кое што ќе ги насочи вработените, ќе ги развие тие соработки помеѓу работниците и бизнис секторот. Дали со ова работилница проектот за поддршка на маргинализирани групи завршува или што е следно? Продолжуваме со индивидуалните третмани кои што ќе ги имаат родителите на лицата со попреченост, значи тие индивидуални сесии или средби ги добиваат од лиценциран психотерапевт. Со тоа негде завршуваме со проектот и продолжуваме понатаму една најава на развој на нова услуга, а тоа е регистрација на центар за образование на возрастни, на возрастни лица со попреченост, кој што ќе биде токму во Делчево, а ќе ги опфаќа лицата со попреченост од околните општини. Овој проект ќе биде продолжение и оваа услуга ќе биде продолжение на услугата за рехабилитација и реинтеграција на лица со попреченост, за да на крај тие лица бидат обучени за одредена работна вештина и за тоа да добијат сертификат или диплома. Сега, да не должам јас многу, ќе дадам повеќе збор на гостите да се представат, за да знаеме од каде доаѓаат, што представува тоа за нивната организација, па и што ни нудат еве како помош. Затоа јас нема тоа да го кажам, се надевам дека тие ќе го кажат. Кој сакате, еве Боран може прв? Или пак Добар ден и од мене. Ви благодарам за присуството во името на општината како наша членка на асоциацијата. Ние секогаш сме горди кога има проекти кои што даваат резултати, кои што ја препознале нашата заложба за она што сме го понудиле и тие го имплементирале и има резултати веќе на општинско ниво. Овој проект го работиме со поддршка на ГИС, а во партнерство со НАЛАС, асоциацијата на асоциации на општини од Југоисточна Европа. И општина Делчево и општина Куманово се пилот општините кои што се пријавија на повикот, и како што кажам, го препозна овој концепт што го понудивме за развој на социјални услуги во општините, кои што се однесува на повеќе аспекти, градење на капацитетите на општините, на граѓанските организации, на давателите на услуги. И навистина има добра, така да кажам, инфраструктура веќе во општината
која што сме ја понудиле во рамките на овој проект, како социјално менторство, како размена на искуства, директна подршка во развивање на социјалните услуги и понатаму тие веќе имаат можност, капацитети тоа да го прошируваат согласно потребите на групите кои што на социјалните во општина. Толку од мене. Благодарам, Ирена. Повели Наталија. Благодарам. Значи, моето име е Наталија Спасовска. Јас заедно со мојата колешка од спротива Весна Вивик, тука сме во име на Германското друштво за меѓународна соработка или скратено ГИС, регионален проект за социјално вклучување на ранjiви групи. Како што спомена, во Македонија работиме во Куманово и Делчево, меѓутоа е во суштина регионален проект. Работиме на ниво на Западен Балкан и слично како и во Делчево, во многу други општини во земјите на Западен Балкан ги поддржуваме општините во креирање на политики што се однесуваат на ранjivите групи и тоа преку социјално мапирање. Нашата соработка со општина Делчево започна токму преку мапирањето пред околу година и половина, кога преку мапирањето видовме повеќе предизвици со кои што се соочуваат лицата со повреченост. И токму на основа на тие заклучоци поддржавме две услуги кои што со помош на организацијата Бравури и општината веќе се во тек имплементација на нови активности. Така што и овој настан на некој начин е дел од, можеме да го видиме како дел од таа поширена активност. Се воспоставува и услугата за професионална рехабилитација, што сметам дека не е само што е добро за општината Делчево, туку и за целиот источен регион, бидејќи ќе се пружи регионално. И тоа му дава тежини на самата општина и дава видливост и ја става општината Делчево на мапата на општини кои што ги потекнуваат организациите во развој на социјалните услуги. Затоа би сакала да се заблагодарам на Сузана, бидејќи навистина беше доста посветена и ангажирана во целиот процес и на Александар од Бравура. Не би должела, само би сакала да споменам дека и менторството што денеска ќе чуеме и ќе научиме повеќе за тоа, треба да се види во скопот на оваа услуга за професионална рехабилитација, бидејќи не само лицата со повреченост, туку и генерално ранjivите групи, долгорочно невработените лица. Понекогаш не е доволно само да работиме на стручното способување или на некои активни мерки, туку за тие да имаат полн ефект, потребни си некои меки, условно кажано, пристапи, со тоа што тие се подготвуваат, се зајакнуваат, за да можеме да имаме ефективен влез на пазарот на труд. Имаме стручњак, како представник од организацијата Паблик и многу повеќе ќе чуеме, меѓутоа чисто за да не се изненадите од каде се менторството, зборувавме до пред некој време за социјални услуги, има комплементарност и се надевам ќе биде доста инспиративно за вас. Благодарам. Борам Поле. Благодарам, Сузе. Јас сум Боран Ивановски од НАЛАС, неколку наврати за спомена НАЛАС. Само кратко да кажам за каква организација станува збор. Ние сме регионална организација која е креирана и во која членуваат 13 асоциации на општини или Сдружение на општини, како што е СЕЛС, тука во Македонија е СЕЛС, и секретаријатот на НАЛАС се наоѓа во Скопје. Инаку ние работиме во 12 држави во Југоисточна Европа, од Словенија на север до Молдавија на исток и Турција на југ. Со тоа што Македонија преку ЗЕЛ се застапена во овој регион. Меѓутоа, нашата основна цел и мандат е да ги заеднуваме капацитетите на нашите членки на Сдруженијата на општини. Се со цел да бидат препознаени пред централните власти како еден од главните актери во креирањето на поголеми услови за локалната самоуправа генерално, посебно во овој проект работиме во делот на социјалната заштита и социјалната инклузија, дури работиме и во делот на миграција. Со тоа што преку проектот практично ние сакаме и се уште сакаме да ги заедниме капацитетите на нашите членки во оваа област која што е многу битна
Сите сме свесни дека денес се соочуваме со повеќекратни кризи, што глобални, нели тука и локални и на национално ниво, во кои што кризи најмногу нели страдаат ранливите категории. И токму заради тоа сакаме социјалната заштита да ја подигнеме на повисоко ниво и да ја поставиме на агендата на СИЛС, на останатите асоцијации во регионот на Западен Балкан, со цел да помогнеме нели во заштитата на ранливите категории. Меѓутоа за нас е многу побитно преку пилотирањето во општина Делчево и општина Команово тука во Македонија да обезбедиме одредени добри практики за кои што понатаму ќе се подлежи да бидат дисеминирани или споделени во другите општини, меѓутоа ние преку нашата мрежа ги споделуваме и во целокупниот регион на југоисточна Европа. И не работиме само во делот на пилотирањето на локално ниво, туку го поддржуваме ЗИЛС во делот на застапувањето или адвокаси, каде што ги градиме капацитетите на ЗИЛС да ги подобри условите во социјалната заштита и генерално во процесот на децентрализација на услугите во Македонија. Значи тоа е отприлика нашиот мандат и тоа што ние го работиме со асоциациите на општина. Денес се радувам што сум овде, затоа што ова е исто многу битен форум на бизнес секторот, на општината како јавен сектор и така натаму, се со цел да се обезбедат подобри услови во ајде да кажеме вработувањето и вработливоста на ранливите категории на локално ниво. За да го скратиме времето на поединечно представување, јас само на кратко ќе кажам дека тука со нас се представници од невладината организација Жена, од социјалниот клуб Интегра, за нас многу битни представничките од АВРМ, бидејќи тие ни се една клучна алба по социоекономското јакнење на лицата со попреченост и на нивните родители, представникот од Сонитекс, Фротекс, Стефитекс, Битекс, така да тоа ни се општествено одговорни фирми кои што и досега секој пат присуствувале на нашите настани. Се надевам дека овој денешен настан ќе биде многу корисен и за вас како бизнис сектор, затоа и го правиме, така да се што ќе има нешто недоречено или нејасно, ве молам, слободно можете да прашувате. Може сега да почнеме. Јас сум Мика Илиева, добар ден на сите, се дојдовте, се надевам дека ќе се чувствуваме пријатно и се надевам продуктивно на оваа работна средба, иако е насловена нели како работилница со советници и представници од бизнис секторот. Ќе кажам дека ние имавме работилница за советници, ама беше од оправдани причини, не можеа да бидат сите присутни и дававме можност уште една да можат денес да искористат оваа прилика, но очигледно се повторно некои нивни причини спречени, но на наша радост продолжуваме и со целото внимание и со убаво добре дојде за бизнес секторот и сите носители на овој прекрасен проект кој за среќа се реализира во нашата општина. Што се однесува до маргинализирани групи и лица со попреченост, може би се правени одредени активности на локално ниво, но не доволно темелно или пак парцијално со прибирање на податоци само за потребите на одредени институции, по одредени прашања, така да немаме некоја база на податоци која што би ја искористиле. За среќа, сега со овој проект имавме можност во рамките на проектот и реализацијата на посебно концептот на кој ние ќе се задржиме за развој на советувалишна и советодавно-тераписка работа на лицата со попреченост и мајките и нивната интеграција во нивната социјална и работна интеграција во средината. И затоа, на кратко, вака гледате брзан, оти сакаме по-кратко времето да биде, ќе ви дадам една информација на податоци кои се собрани со социјалното мапирање кој е направено на нашата општина и располагаме со одредена
дата база на податоци за маргинализирани групи, односно лицата со попреченост. Не зборувам за целите на проектот, бидејќи беа кажани, не зборувам за целите на работилницата, бидејќи беа кажани и правим прескопнување. Сега, например, да покажам дека јас ги почитувам различностите и сега од тој аспект, обично јас стојам кога зборувам, а ме боли колко, затоа морам да скочим, да ме обрадате, да седам, се надевам дека оваа група мора да е неверојатно сензитивна по тие прашања. Еве, Сузето пак постави проектот, наш проектот регионална соработка за повеќе социјална инклузија и на која ми помага технички, Сузе, ово ако не оди да се зборувам на памет. И вокалната. Да. Значи, социјалното мапирање во општина Делчево е направено во октомври 2023 година до јануари 2024 година. Примерот врз кој е направено тоа истражување се 70 лица со попреченост, без оглед неки дали се работи за мајки, деца, девојчиња, момчиња, мажи, жени, за попреченост и друга маргинализирана компонента. Истражувањето е направено врз основа на 5 ризичачи. Првиот ризичак тој е социоекономскиот статус. Гледај слушај, ако може да го покажа. Економскиот статус. Второто е географија или домувањето, каде живеат, какви се условите во кои живеат. Третото е управување. Четвртото е географија беше домувањето. Како беше другото? Управување и соочување со шокови, односно со кризни состојби, како се справуваат лицата врз основа на лични искажувања и имаше уште еден елемент, како се спинува? Дискриминација. Точно најважниот е дискриминација. Сега ние нема да се задржиме, бидејќи еве техниката ни како податоци, вие можете да ги прочитате и извештајот, целиот извештај да ви биде ставен на располагање да го видите. Ајде, Исус, уште еднаш. Значи, која е целта, општата цел на социјалното мапирање, да се создаде база на податоци, која ќе овозможи проблемите и потребите на лицата со попреченост, да располагаме со таква база на податоци и да може да се предлагаат соодветни мерки кои ќе се базираат на реални податоци. Значи, не е на предпоставки или нешто што е кажано повремено од одделни сепарирани потреби на групи, туку податоци кои се направили преку истражување, а специфичната цел е да се создаде пак база, рековме, на податоци за социоекономскиот статус на различни категории на лица со попреченост, како и потребите на давателите на социјалните услуги. Зошто? За да можеме да знаеме дали услугата која ја даваат давателите е ефективна, дали е квалитетна и дали одговара соодветно на потребите за кои е наменета во конкретниот случај на лицата со посебни потреби. Ки спие добри го Сузето, јас гледам. Еде Сузе, заклучоците. Верувајте, јас сакам релаксирани атмосфери кога работам. Не сакам многу штирканост, така сум работила во мојот работен век во институции за образование и така сакам сите да имаат таков пристап отворен, да можете да зборувате и повремено и думам да прифатите некој на своја сметка да го направите. Сега ќе видиме само кратко за некои од заклучоците во однос на социоекономскиот статус. Вака вели, повеќе од 2/3 од испитаниците не се во партнерство или во брак. И тоа го зголемува ризикот од социјална изолација
поради што намалена можност да имаат подкрепа поголема на семејството, да имаат соодветна подршка која што ќе влијае на нивниот развој, на нивната самодоверба, на нивните вештини. Тоа е надвор од темата. 2/3 од испитаниците немаат средно образование, значи немаат оформено средно образование. Гледавме едни податоци каде почнуваат. Може би кај нас во општина Делчево, тоа е условно, бидејќи овде немаше училиште за средно образование кој работи со таа популација, туку мораа да одат во Штип или во Скопје и секако представуваше една тежина за тие лица со попреченост, но може би и немаше доволно развиена свест за потребата од некое соодветно образование на лицата со посебни. 1/3 од лицата кои беа вклучени во истражувањето се во работен однос, значи се вклучени во институции, организации на ниво на општина. Една половина од останатите не се активни баратели на работа, значи воопшто не фигурираат дека бара работа. Тоа подобро го знаат нашите соработници од Центарот, Агенцијата за вработување. Што се однесува до лицата со телесна попреченост, тие се повеќе вклучени за разлика од лица со друга попреченост. Значи, претежно, повторно ќе добиеме информација од присутните, повеќе значи се вклучуваат лицата со телесна попреченост. 1/3 од испитаниците имаат проблеми на работното место, бидејќи работодавачите не ги третираат еднакво со другите вработени во институциите. Тоа значи се показатели кои се добиени од истражувањето. Жените имаат 3 пати поголеми проблеми на работните места за разлика од мажите. Зошто е тоа така? Не знам дали со истражувањето сте добили повеќе информации. Приближно 20% од испитаниците немале никакви приходи. Околу 1/3 од испитаниците оствариле приход врз основа на плата, значи тие одат на работа и си земаат плата. Околу 1/3 од испитаниците имале приходи помали од 12.000 денари, а само 8,6% од испитаниците имаат повеќе од минималната плата. Над 80% од испитаниците одговориле дека нивниот семеен буџет не ги задоволува нивните основни потреби. И сега, ако ние се испитаме, ќе се подигне бројката, нели? Дали ќе ги задоволиме и нашите буџетот за нашите семејни потреби. Значи, тоа беше од податоци, информација од социјалното мапирање токму на нашата општина. Значи, располагаме со тие податоци од лице место. Сега, сосема на кратко, би сакала да ви дадам некои информации во врска со работилниците кои ги спроведовме заради развој и унапредување на концептот за советовалишна и советодавно-тераписка работа на лицата со попреченост и мајките, или мајките жени со попреченост. Во рамките на овие активности или подкрепа на овој концепт се реализирани со денешната 5 работилници. Првата работилница беше реализирана и насловена како работа со интердисциплинарен тим. А во тој интердисциплинарен тим беа вклучени представници од сите институции и организации од јавниот и невладиниот сектор кои помалку или повеќе се вклучени во давањето на било каков вид услуга на лицата со попреченост или на други маргинализирани групи на лица. Значи, на оваа средба целта беше
добијат сознанија за реализација на проектот и да се искреира, изготви еден протокол со кој поблиску ќе се уреди динамиката на координација, улогата на секоја од институциите и критериумите за постапување и идентификација на потенцијалните корисници за групна и... Ако само малце чисто ради информативно за бизнес секторот, ние моментално со поддршка на представниците тука што се работиме и на развој на услугата за рехабилитација и реинтеграција на лица со попреченост преку невладината организација Бравура Кооператив. Значи, таму лицата кои што се корисници на тој центар за социјална интеграција Интегра, значи се обучуваат за досега само за 2 работни вештини, што не значи дека тоа и ќе се прошли. Но друго што ми беше зборот, значи како продолжение на тој проект за рехабилитација на таа услуга, рехабилитација и реинтеграција на лицата со попреченост, значи моментално работиме на регистрирање на Центар за образование на лица со попреченост, кој што Центар за образование ќе биде токму во Делчево, а ќе ги опфаќа сите општини во нашиот регион. Што значи тоа? Сите тие работни вештини и способности кои што ќе ги стекнат тие лица преку услугата за рехабилитација и реинтеграција подоцна, со посебни методи на проверка на знаење и на способностите, ќе можат да добијат диплома, сертификат за што се обучени. Верувам дека со тоа многу ќе ви се помогне на вас бизнес секторот, бидејќи вие нема да почнувате од нула, секако тие лица ќе имаат некакви стегнати работни вештини, ако не повеќе и таа социјална интеграција која што ќе помогне, како што рече господинот Ванчо, за поголема дисциплина во работењето, поголема редовност и така натаму. Така, благодарам Сузе. Поведете другата група да додадат. Јас по таа тема немам ништо што да кажам, значи немам јас заштитна работилница. Значи, Дали би, например, доколку така, различно кога беше работилницата, ако сме град држава и председателот ќе напише секоја фирма треба да земе 2 лица со попреченост. Во вашата фирма, кои од тие лица можат да се вклопат? Кој би зели? Па сега прво тие лица треба, јас мислам дека кој треба да се подела, значи спрема способностите, спрема работните места. Значи не е исто да биде, јас сум соочена секој ден некои од тие предизвици, значи не е исто да има телесна попреченост, а менталното здравје да му е на ниво и не е исто да има психички Има еден голем распон на разлика, имаме, например, да кажем, гранични случаи и лесна попреченост, која се движи во еден распон од колку, да не кажам бројките, тие што се по-високи и можат секако секој, да кажам, човек кој може да се вклопи во секојдневниот живот. И затоа рекне дека со возраста, например, до 20 години тие може да се бидат добри работници, одговорни да се вршат работа. Секако е потребно да има информација и познавање за неговите потенцијали. Така, да благодарам Сонја. Друго, дали имаш още толку? Значи, сепак ја многу пати размислувам на таа тема, ама значи тука се различни обврски има, значи ако се еден или двајца, друго е, а со повеќе многу тешко. И тоа сами се одговориме на таа фирмата, така е. Ама и важно е да се има свест за тоа дека сакаме да почнеме. Значи, кога ќе излезете и кажете, нете, нашата фирма се одвикува по тоа што е отворена за наблюдување на лица и ќе размислуваме на тој план кои од тие лица ние можеме
да ги вработиме. Верувајте, секако има и така убаво ќе ви наредат вашите витрини. Јас сум сигурна, веќе гледам кои лица можат тоа да го направат кај вас. Се извинувам што се земам така си размислувам јас. Да, сум сигурна во тоа. Да не ги забораваме, сакам да спомнам, бидејќи и работиме со родители на лица со поврежденост, значи ќе ве молам и нивните потреби и приоритети да ги имаме пред нас, бидејќи не е лесно да се биде родител на дете со попреченост, така да и во тој работен процес треба малку да бидеме сензибилизирани и за нивните потреби на родителите. Тие обично се со скратено работно време, знам дека не можат цел работен ден да го издржат на работното место, но сепак може со клизно работно време. Доколку за се може да се разговара. Иако се договори дека тие области вие треба, а вие знаете колку е одговорни. Вие работат по тој принцип на правила и прописи. И ако му кажете дека тоа така и така треба да се направи и ти си одговорен толку време да го направиш, верувајте ќе го направи. Да, така. Создавање на конкретни задачи и конкретни резултати да се чека. Мисля, процентално значи на попреченост са некои лица са мисля подобри од останат. Има лица кои стварно не можат да бидат без присуство на човекот е помош. Мора да има помош. После ќе разговараме со господјата Клементина за социјалното менторство и ќе сигурно и по-детално ќе добиеме некои информации и уште од Агенцијата за вработување, повелете. Значи, што можеме ние како Агенција за вработување да направиме за мајките и лицата со попреченост, за да можат тие да бидат, значи, да им се зголеми сензибилитетот за работна интеграција. Ние, значи, имаме постојано активни мерки во кои што како категорија и лицата со попреченост и родител на деца со попреченост, значи, влегуваат како категорија во секоја активна мерка. Дури имаме многу успешни приказни каде што лицата со попреченост се, значи, собственици на собствени фирми, каде што тие изработуваат собствени производи, значи доста се успешни во тоа. Значи можеме постојано средби со работодавачите да ги организираме, значи да ги спојуваме невработените лица и работодавачите. Можеме често, значи, им помагаме во тоа како тие да ги набават потребните документи за да се стекнат со значи да ја оправдаат нивната инвалидност и така натаму. Значи за тоа ми стојам на располагање и се надевам дека тоа успешно го правиме, да. Има, да. Значи имаме многу опити за кои што тие, значи, и за дефицитарни занимања, значи може да си на собствено занимање да стекнат определени вештини, значи за некои исто така имаме, може да се вклучат и во напредни IT вештини, да бидат успешни програмери, така да. Добро. Ви благодарам и од невладиниот сектор. Повелете, Бети. Невладиниот сектор би можел да биде или конекција помеѓу овие два сектори, што тоа не секако го правиме во последните неколку години. Се извинувам. И сите овие присутни од бизнес секторот, мојот колега Зоран им си надесено направил по неколку пати до сега за се со цел да се врати некои од тие лица. Многу е тешко. Тешко и за нас, тешко и за нив, затоа што мора да се навооружат најпрви со трпение. Тие лица немаат доволно одговорност, не сите правилни случаи, меѓутоа исто така тие карактеристики ги поседуваат и лица кои што не се со попреченост. Така да мораме да најдеме начин да ги проносираме, да ги толерираме, да ги биде малку повеќе отколку што ги толерираме оние кои што немаат попреченост. Многу е тешко да кажем една жена, родка на 45 години, која што досега не работела и вие да ја натерате она да почне да работи. Она нема чувство за одговорност
се бави уседите на работно место, дека утре ќе се врати од работа, дека однапред треба да подготви за ручек, за деца, за маж, облека се. Значи, вика, еве, една вработуваме диспечер во такси служба. И сега во 1 сат она треба да биде смена и овој треба да си одмине од смена. И ја нема жената и веќе 3 сат станува, ја барат. Вика, не можам ја леп, вика, имам замесено, нека ми стаса да го испечем, па после ќе видам дали ќе дојде. Значи, тие основни компетенции кај тие луѓе отсуствуваат и тука мораме ние многу да работиме. Ние како невладен сектор, значи да ги подготвиме дека они имаат одговорност. Тоа го прави бравура со тие што се клиенти, меѓутоа другите останатите кои што не од таму малку ме потешно. И ви викам, дури е тешко и со тие кои што не се лица со попреченост, ама долго време не били активни на пазарот на труд и сега е многу тешко да ги експлоатираме. Овие присутни фирми тука се сите баш кои што, значи, колегата ги има масакрирано попреко, мора оваа мерка да се искористи, мора и многу е тешко да ги поврземе лицата, бидејќи ние сме градската организација, работиме на терен, работиме и бесплатна правна помош, и од тука ги познаваме скоро сите нивни проблеми и многу по-лесно и поедноставно ќе поврземе лицето со бизнес секторот, со потребата која што има. И го правиме тоа, може би не најуспешно, меѓутоа како така сме успеале неколку лица така да решиме, што за нашето градче сега не можам бројкати, точно да ви кажам, оти не сум подготвена. А иначе, исто така кога одиме на тие наши средби по руралните средини, таму ги промовираме ние тие мерки кои што ги нуди Агенцијата за вработување, исто така го поставуваме тука тој линк. Тука е улога на владата, на најголема. Е многу важно информирањето, така е. Освен тоа што и услуга пружаме, еве ние таа бесплатна правна психосоцијална поддршка, бравура кооператива имат услуги кои што ги пружат, значи освен тие директни услуги со кои што ги помагаме тие лица, имаме и ги ствараме тие линкови помеѓу бизнесите. Ви благодарам. Има многу содржина за работа, нели така и почести средби, повеќе идеи. Има можности да се работи, никогаш не треба да се откажуваме, треба да бидеме расположиви и да предлагаме. Ели сега штетот немаше од Советот, предлагаме важни работи кои ќе ги донесуваат како закони, како предлози, како предлог решение и така натаму иницијативи, за да помогнат сето тоа да биде по-успешно завршено. Јас од моје име ви благодарам сега колешката Хелезина ќе продолжи со исто така многу интересна тема и после тоа ќе завршиме, па ќе одиме на ручек овие од локално направиле нешто. Епа многу убавове ми направите. Како да сме се договорили што да движи, па за да можам јасно да се... Знаеме ни од Делчево, знаеме. Прво, хвала ви многу на Ларс ГИС за поканата. И мислам дека ова са сето да почнавме како предизвици од двете страни, па на некој начин и од Агенцијата за вработување. Ќе можеме да го артикулираме во ова са што ќе ви го споделам, за да видите на кој начин можда ова е едно од решенијата кое што може да донесе резултати на долг рок. Значи, што е социјално менторство? Ние го викаме социјално менторство за работна интеграција. Тоа е еден пристап кој што некако дојде органски од потребата на терен. Ние пред околу 12 години задвиживме улично списание и целта беше лицата кои што ќе ги вклучиме како продавачи не да останат да бидат продавачи на тоа улично списание, да им биде само како подготовка за пазарот. А понатака да ги насочиме кон отворениот пазар.
И компаниите беа отворени, кој што во Скопје вистина има можност. На почетокот таму се запиши целата линија. Ама окей, да ги работите, ама како да ги задржите? И тогаш свативме дека ни фали структура, дека не можеме ние да кажеме окей, отворена линијата и супер, еве го лицето, заради тоа што треба соодветна подготовка на самото лице, а понатака ќе видиме низ диаграмите што ќе ви ги покажам, како го подготвуваме целиот систем за да имаме одржливо вработување. И во суштина така настана социјалното менторство за работна интеграција. Во моментот во Македонија тоа е нова професија, регистрирана е во регистарот на занимања. Се обучуваат ментори според верификувана програма од страна на Министерството за образование. И ќе видиме низ презентацијата, ова не само што во Македонија донесе резултат, туку заедно со нашите партнери ГИС се спроведува во 5 земји во регионот и стапката на вработеност е навистина доста висока, ќе видиме подоцна. Од она што ве слушав сега вас, значи заштитни друштва дека имаме, не се сите заштитни друштва, туку имаме и од компании кои што си работат на стандарден начин. Сакам да ја прашам, што гледате како предизвик во однос на работната сила? Знаеме на ниво на земја што се случува, па и на ниво на Балкан. Ако порано беше тешко да најдат нашите луѓе одеа кон западните земји, па и подалеку преку океанските земји по работа. Сега и овдека почнуваат да се прават гапови, немаме доволно работна сила. Дали вие го искусувате истиот проблем како работодавачи? Дали има доволно работна сила овде во Делчево? Генерално, не само за Значи, зависи кои струки, значи нема. Нема. Имате отворени работни места? Па имаме огласи по време, не? Да. Кај другите каква е ситуација? Во работеността нема, значи. Сите се трудиме да го одржиме тој. Не, сега сите се трудиме да ги намаламе вработени. Пошто имаме многу трошкови во фирмите и са правиме начини како за да ги намалиме, да можеме да се одржиме на пазар. Тоа значи дека го намалувате обемот на работа? Па не, обемот е исти, само што трошковите ни се многу поголеми. Електричната енергија ни е 5 пати поскапа од некогаш што беше. Не можеме да се финансираме со поголеми цени на пазарот, пошто глобалната економија се го прави своето. Од секаде има од Индија, од Кина, од Пакистан производи. Ние сме производствена фирма, инаку. Работиме 20 години со тој производ. Како сега, моментално, што ни е тешко да работиме, мислам дека уназад не може да споредам како сега што е тешко. Ова е резултат на големените трошоци. Да, трошоци, многу големи, значи трошоците веќе ни се поголеми од платата што треба да ја даваме. И како го донаднадуваме? Ето така, сега значи се снаоѓаме некако, не знаеме до колку месеци ќе тераме така. Пошто ајде да се задржат работените, ама ни оди многу тешко. Сега војната во Украина, во Русија, имавме партнери од Германија, тие веќе не стопира, значи веќе не извозиме за Германија. И сега во Југославија, мислам бивша Југославија, во Србија, Босна, се пазарот сега таму ни е насочен, ама и таму се дешаваат некои проблеми, гледаме на телевизија што се дешава, така да и ние сакаме да работиме, сакаме да ни останат вработените и ние како фирма, пошто 20 години работиме, ама пошто имаме многу големи давачки и ќе видиме до каде ќе одиме, а не се предаваме. Така да имаме проблеми и со вработени, и со вработување, значи сега ни е седна. Што значи имаме проблеми со вработени и вработување? Има недостаток? Немаме недостатоци, гледаме да ги задржиме тие што ги имаме моментално. Да, а сега за да работиме повеќе, ќе се знак прашални ќе видат. А од Агенција за вработување може да ни кажете колку отворени работни места има во моментов? Имате таков податок? Ја знам на ниво на Македонија колку, ама конкретно во Делчево не знам. Не знаем.
Од прилика. Да, од прилика. Добро, окей. Не е истражање, не е ред. И некој број не се реализира, што работодавачот остава отворени огласи за да има во случај да се најде лице да се работи. Бројката не би била. Така, окей. Јас сам ви кажа во суштина ние како го почнавме социјалното менторство. А сега сакам да ја свртиме малку перспективата и кон бизнис сектор. Значи, во моментот во Македонија се отворени околу 9000 отворени работни места, а имаме 351 регистрирани баратели на работа. Плюс неактивно население имаме и плюс имаме домаќинки 170.158. Останатото неактивно население е 92.664. Значи, ако гледаме, навистина се големи бројките и ако видиме дека имаме 9000 отворени работни места и колку имаме регистрирани баратели на работа, колку имаме неактивно население, колку имаме домаќинки, значи ние имаме работна сила која што можеме да ја понудиме. Исто сме сведоци дека населението, особено помладите, се повеќе се одлучува да мигрираат, предпоставам дека и овдека е слична ситуацијата. Во исто време, и од ова што го слушав претходно, бизнисите немаат доволно алатки за интегрирање на лица, ние го викаме од скриениот пазар на труд. Сега, кој е тој скриен пазар на труд? Во скриениот пазар на труд влегуваат сите овие што ги направив погоре, влегуваат тука и лицата со попречености, дали можат да бидат ефективна работна сила и како може да бидат ефективна работна сила, ако им се најде некој од вас спомнато, соодветно работно место. Во неколку наврати можда сме го спомнале примерот пред представниците на ЗЕЛС-ГИС. Значи, во Штип работевме со една фирма кај што имаше лице со попречености со аутистичен спектар. Задачата му беше да сече и да сече конци и да ги копча кошулите. И ефикасноста му беше околу 60 до 70%, значи подмора. Применуваме едни алатки, тоа е нешто значи кога ќе гледаме веќе подлабоко по методологијата, се вика карвинг. И преку наблюдување во кое што се вклучени лица кои што го поддржуваат менторскиот процес внатре во самата фирма, е забележено дека многу брзо ја прави операцијата копчење, а е пребавен во делот со сечење. И некој од вас, вие господја Мика спомнате, колку е важно да се разговара со луѓето, колку е важно да се стави вниманието кога нешто не функционира за да видиме дали и што е можно. И се препознало дека лицево, значи при разговор, се плаши да сече за да не оштети кошулата, а во копчањето се чувствува коматно, зашто нема што да сгреши многу. Се одлучува, значи раководството одлучува, менаџерот, мајсторицата, дека на лицето ќе му се даде да го врши само процесот на копчење, а сечењето на конците се предава на друго лице. И се заголемува ефикасноста за 130%. И тоа е точно дека на секое лице, ако му се најде соодветно работно место, тој ќе го дава тоа лице својот максимум на работната позиција. Се случува да ја немаме ефикасноста тогаш кога не ни е вниманието таму и кога ќе кажеме, ама ти мораш ова да го правиш, а не знаеме дали тоа ова е за него идеалното работно место, идеалната работна позиција. Што е социјалното менторство за работна интеграција? Тоа е програма која што ги активира лицата кои што од различни причини подолго биле надвор од пазарот на труд или пак никогаш не се вклучиле на пазарот на труд. Самата програма подразбира многу холистички индивидуален пристап, значи како што објасних, ние веќе имаме програма, верификувана програма, преку која се обучуваат ментори во Македонија, уште во 4 земји во регионот, и тие ментори се сертифицирани ментори за работна интеграција и точно дека најголем број од менторите за работна интеграција ни доаѓаат од граѓанскиот сектор. И супер, вие тоа го препознавате дека вие сте тој линк кој што треба да ги поврзи овие лица со лицата со бизнисите. И кога ќе се случи таа поддршка, која ќе имаме ние добра подготвеност од самиот старт. И понатака, значи кога ќе се вработи лицето на самото работно место, резултатите природно си доаѓаат.
Значи, преку тој индивидуален пристап имаме сет алатки кои што ги применуваме во работата, се истражуваат афинитетите и капацитетите на овие лица. И сега точно е дека е малце по-специфично кога станува збор за лица со попречености. Во моментов ние ја користиме МКФ. Знам дека преку Светска банка е развиена некоја нова методологија за проценка на капацитетите, затоа што нас не се случува еден судир. И ние веќе имаме и адаптирана истава методологија, адаптирана за вклучување на пазар на труд на лица со полесни пречки во развој, ментални пречки збора. И откако ќе се процени, значи според МКФ, се надевам дека оваа нова методологија по јасна слика ќе ни донесе, гледаме, значи, окей, и може да лицата што ни се случува. Едни се афинитетите, ама други се капацитетите. Сега поврзувањето на тие две работи некогаш е предизвик, ама улогата на менторот е како како сознание на самото лице да стане да, не можам да бидам пилот ја, ама ќе бидам нешто друго. Ние имавме, например, лица со попречености кои што завршиле и високо образование и има желба да бидат новинари кои што завршиле комуникации. И сега кој е начинот низ кој што треба да го спроведе процесот, низ кој што треба менторот да го спроведе менторираното лице, за да се стигне до заклучок добро што е тоа кај што можам ја да функционирам, да сум корисен и за себе си, да сум корисен и за заедницата. И секогаш се наоѓа со добро водство се стигнува до соодветно решение. И некој дека откако ќе го најдеме вработувањето, значи самиот ментор помага и во препознавање на работно место. Не значи дека кога ќе види оглас менторот и вика еве најдовме работа и го вработуваме. Туку тоа треба да биде во согласност со афинитетите и капацитетите на лицето. И многу често, особено кога станува збор за лица со попречености, менторот е тој што истапува прв. И знаат некои од нашите ментори да кажат овој бизнис не е за нашето лице. Значи, особено ако е премногу вложено во тоа лице, и ако видиш дека тоа веќе пораснал, му се зголемила самодовербата, веќе добро делува, ако не е подготвен бизнисот, може да ни се случи да ни го врати лицето назад во смисла она што е сработено да ни падне во вода. И тука исто менторите многу внимаваат. И понатака, значи, откако ќе влезе на самото работно место, лицето е поддржано и на самото работно место од менторот, и тука вклучуваме уште еден профил. Значи, како што кажа, процесот се спроведува преку сертифицирани ментори и со вклучени ментори за професионална интеграција на работно место. Тоа се лица од среден менеджмент кои што се вработени во фирмите. И од прилика можеме да кажеме дека 10% од работното време ќе го посветат на оваа активност. Значи, како во онбординг процес. Сигурна сум дека за онбординг процесите имате лица кои што ви се задолжени за тоа. Дали е тоа некој од HR, дали е некој од среден менеджмент, ама лицето кога влегува мора да биде ориентирано и мора да ги стекнува вештините, професионалните вештини кои што треба да ги поседува за тоа работно место. Значи, во континуитет се случува таа соработка меѓу социјалниот ментор и ние го викаме на кратко професионалниот ментор, иако малку чудно звучи, ама тоа е значи ментор за професионална интеграција на самото на работното место и тоа се лица кои што си се вработени во компанијата. Дел од ќе ви го покажам диаграмот, може да е поедноставно. Значи, вака е поставена програмата, ја викаме програма за интеграција на пазарот на труд, која што носи резултати на долг рок. Овој дел веќе ви го објаснив, значи како е социјалното менторство, како имаме подготвителна фаза, мислам менторите овдека се едуцираат низ 6 модули, отприлика 6 месеци трае обуката, и обуката подразбира не само теорија, туку го практицираат социјалното менторство на терен. Значи имаат подзадолжително за да го добијат сертификатот, обучуваат две лица, односно ги водат низ целиот овој процес. Она на што најмногу ставаме внимание, како вие што го спомнавте примерот со ромката, да, и се случува тоа, немаат навики и се следи таков сет на индикатори, менторот треба да го води полека лицето, да го подготвува за пазарот на труд. И во случај да не дојде лицето на работно место, тука е менторот, значи професионалниот ментор комуницира со социјалниот ментор и гледаме што е возможно како да се поддржи лицето за да
може, иако кога сме свесни дека немаат изградено работни навики уште, точност, значи тоа ни е многу важно, свесност за времето. Не ги пуштаме уште на отворен пазар на труд. Можеме да ги вклучиме во заштитно друштво, не во заштитно друштво, туку во рехабилитационен центар. Или ние да ги вклучиме во списанието. Значи, чисто да видиме дали, ако му кажеш денес дојди во 2, ако не дојде во 2 јутре, ако не дојде во 2 и задутре, значи не е спремно лицето, нешто треба да направиме поинаку. И тоа се процеси. И сега, кај нас менторството трае од 6 месеци, кај некои лица со попречености трае поети од 2 години. Значи има, затоа сега треба да се развие во последниот период, и ќе се развијат индикатори за мерење ранливост, за да видиме согласно тие индикатори колку време е потребно да се поддржи едно лице, за да знаеме дека е спремно да се вклучи на пазарот на труд. Значи, ова е тој дел, што е посветен на лице, ова е тој среден менеджмент, кој што ги поддржува лицата во соработка со социјалниот ментор, за да можат соодветно да се интегрираат, значи ориентацијата, регулирањето и поддршката на тие развојни вештини. Она на што интензивно работиме во овој период е развојот на тоа интензивно лидерство. Значи тоа се обуки за високиот менеджмент, кои што видите ова во светот се функционира. Постојат програми за диверзитет и инклузија и во рамки на овие програми најмногу внимание се посветува на процедурите за регрутација и селекција, на онбординг процедурата за практиканти. И во исто време работиме на сензитизација, тоа е цела програма за високиот менеджмент, кој што станува свесен колку се важни и овие процедури, колку е важна инклузивноста генерално и на кој начин во иднина треба да ја града таа инклузивна работна култура. Инклузивната работна култура на вистина придонесува кон зголемување на профитот во фирмата. И тоа се покажува низ истражувања. Кој има бенефит од ова? Има и државата, јавните институции, заради тоа што како што видовме колку се големи бројките на приматели на социјална помош и лица кои што се на грбот на државата преку различни бенефиции. И на ваков начин на вистина се тргаат од грбот на државата поединци кои што можат да бидат да функционираат добро на пазарот на труд. Ние на вистина во периодот сме заглавени во еден неформален пазар на труд, кај што луѓето добиваат и социјална помош, а од друга страна добиваат и на неформалниот пазар на труд. И одлично заработуваат на тој неформален пазар на труд, а од друга страна сериозен предизвик имаат бизнисите кои што не можат да стигнат до работна сила. Имаат бенефити бизнисите заради тоа што добиваат стварно квалитетна работна сила, која што со поддршката која што се дава на сите сегменти, носи резултати кои што прават разлика во функционирањето на компанијата и прават разлика пред се на тоа што е најважно на бизнисите во резултатите што ќе добиваат бизнисите. И секако е за тешко вработливите лица ова важно заради тоа што имавме една ситуација во Албанија кај што менторка работеше со ова беше родител на лице со повреđености. И тоа беше на вистина процес, можда подолго од она што го планиравме, ама откако лицето се вклучи на пазарот на труд, кажа, окей, ај сега да пробаме и со синот. Па го вклучи едниот син, понатака го вклучи и вториот син, значи 3 лица од едно семејство се вработени, се пресели од едно помало местенце во Тирана, имаше таму можност за социјален стан, значи комплетно им се промени животот. На семејството се промени животот, а од друга страна, значи филингот, чувството што тие го има со едно е ти да работиш, а друго е постојано да чекаш на таа социјална помош. Работата на менторот, на промена на мајндсетот, го смени чувството што сум ја и што можам ја да постигнам. И на вистина вакви приказни има многу. Дека менторство менува живот и во многу наврати ни потврдиле менторите кои што работат на терен. Кога збориме за инклузивна работна култура, можда секогаш го поврзуваме кога ќе кажеме зборот инклузија со роми, со лица со попречености, генерално инклузивната работна култура е нешто многу пошироко. Тоа не е до тоа како го толкуваме во македонскиот јазик. Инклузијата подразбира вклученост, значи прифатеност, припадност, колку едно лице е вклучено. Значи не мора ова да значи за некако маргинализирано лице. Без разлика секој вработен колку е вклучен, како е прифатен. Но и тој како вклучува и прифаќа други лица.
Колку поеќе се чувствува лицето дека припаѓа на работното место, кога се врзува со компанијата, сега кој ми кажа пред некое време, едно од лицава со попречености. Ми вика, мене толку ми е добро на работа, што ја дека знам дека не сум штраф, јас сум осовина, ја не ги разбирам овие работи. Много важно. Ете така. И по тоа се гледа колку е тој приврзан за фирмата. Или едно лице ми кажа од вечер, фирмата леаре во мене, значи ја толку се чувствувам дека припаѓам во таа фирма. И кога некое лице се чувствува таква припадност во фирмата, нормално дека ќе му се зголеми продуктивноста и ефикасноста. Ако шум се зголемува продуктивноста и ефикасноста, што е тоа што им е најважно на фирмите? Профит. Ова е чисто за да видите како уди инклузијата во една организација. Тоа е тоа што го спомнавме. Како поединецот е прифатен, вклучен и разбран, како поединецот ги прифаќа и се вклучува другите колеги, каква е инклузивноста на ниво на тим. Ние сме забележале дека во една голема фабрика имаме тимови кои што одлично функционираат и тимови кои што полошо функционираат. Тоа е заради тоа што во еден тим се создале услови за инклузивна работна за инклузивност, меѓусебно добро се работуваат и подобри резултати постигнуваат. И како се комуницира на ниво меѓу тимови. Ова како што го кажа, колку е важна таа генерална организацијска култура и политиките, програмите и процедурите кои што се развиваат и горе на се инклузивното лидерство. Колку поеќе освестеност имаме кај лидерот, толку полесно се спроведуваат сите процеси надолу во компанијата. Што е досега направено преку програмата за социјално менторство за работна интеграција? Сертифицирани се 55 социјални ментори во Македонија и во земјите од регионот, овие схемите кои што ги читате овде. По верификуваната програма, низ програмата поминале 192 менторирани лица преку програмата на ГИС и уште 141 лица преку другите програми. Купната ставка за вработување во програмата на ГИС е 72%. Ова е кога одиме надвор да презентираме, ми викаат 7,2, не 72, вистина е фрапантна е бројката, ама такви се резултатите. И, како што кажа, веќе ова регистрирана професија во Македонија и направени се адаптации на методологијата за лица со попречености и за жени жртви на насилство. Искреиран е и водич за програма за ментори за професионална интеграција на работно место. Тоа се тие лица кои што работат во фирмите, веќе се спроведуваат обуки кои што им ги даваат вештините на лицата од среден менеджмент, кои што понатака ја спроведуваат оваа поддршка на самото работно место. И со фирми во регионот се работи на измена, подобрување, креирање програми за диверзитет и инклузија со фокус на овие процедури кои што ви ги спомнав. Регрутација, селекција и онбординг. Што е направено во делот за институционализација на социјалното менторство? Значи, направен е обид, уште очекуваме дека ќе постојат промени на тој закон, добро е и вие како фирми да го знаете. Промени во законот за социјална заштита, кој што подразбира дека лицата кои се приматели на социјална помош во текот на една година нема да изгубат ниту социјалната помош, а ќе може да добиваат плата, зашто сега автоматски по добиена прва плата, тие веднаш ја губат социјалната помош. Социјалната помош би се намалувала квартално, односно ќе биде 80%, па 50%, па 30% и на крај ја губи социјалната помош, која ќе свати дека веќе е адаптирано лицето на самото работно место. Очекуваме дека брзо ќе се случат овие промени. Социјалното менторство исто така препознато во Законот за социјално предприемаштво. Предпоставам дека е помало градче Делчево, дека за жал нема развој на социјални предпријатија, не дека во Македонија нешто цвета по овој дел, ама гледаме дека социјалната економија е нешто кое што на европско ниво се зема замав, како ќе се движи тоа кон овој дел од Европа, уште не знаеме. Законот за вработување за лица, значи во новиот закон за вработување лица со попречености е препознато социјалното менторство и тоа верувам дека на заштитните друштва, иако е многу спорен тој закон за заштитните друштва, верувам дека ќе се доиспеглаат работите за да може да се види кој е бенефитот на долг рок ако ја гледаме крајната целна група, а тоа се лицата со попречености. И ова уште не е почнато како процес, меѓутоа веќе
разговараме во Законот за работни односи, да може да се воведат програми за инклузија и диверзитет, кои што ќе им даваат поддршка на фирмите, за да можат да ги зајакнат овие процедури кои што претходно ги зборував и програмите кои што се поврзани со тоа. Се надевам дека ќе можеме да ги пуштиме овие, па ја немам интернет. Ајде да има чекај. Не може да се пушти. Окей, ајде ти можеш да ги, ја ти пробам да го објаснам ова другиот дел, а вие Сузе да видеава да ги пуштите, може? Приказна. Ова беше, ја носам најтешката приказна, не знам дали сме имале потешко нешто од ова што беше сработено. И кога го пишувам со име и презиме, зашто беше по сите медиуми и веќе го знаем лицево. Значи ова беше фантом дете, кое што немаше начин како да се докаже дека е родено во земјата, мајката почината, таткото почина и не само тој, туку и неговите браќа и сестри. И по последна немила ситуација, нема да навлегувам во детали, успеа и за тоа беше и списанието кое што го развиваме, наградено со награда за како беше? За Мето Ивановски за придонес во развој на човековите права. И значи после тоа се промени законот за матична евиденција и не само Валентин што доби државјанство, туку добија уште ред деца фантоми кои што беа заглавени во системот и секако дека тоа не постоеше во државата, не можеш да имаш своја работување. Значи, за да можете прилика да видите што се случуваше, ова е нешто што го споделувам и со менторите, значи како тргна со какво верување тој, никогаш нема да најдам работа. Значи, со тоа ти доја, никогаш нема да најдам работа. И има фактичка состојба, нема документи, не може да најде работа стварно. Не постои. Да, значи постои, ама не постои. Ете така. И друго верување со кое што се носеше, луѓето не ме сакаат зашто сум ром. Многу лоша почетна позиција за да тргнеш да работиш со него и да го вклучиш и да го засишиш на пазар на труд. Океј. Како почнавме? Значи, како што кажав, ние во списанието тоа е целта да се вклучуваат лица кои што нема на друг начин каде да се работат. Значи, ова е на некој начин неформален пазар на труд, го рачунаме повеќе како поддршка заради тоа што се развиваат навики, како и на центрите кои што се за лицата со повреđености. Значи, овдека се тие навики, ги развива тие навики, дека треба да стане во толку, да се врати дома, толку да се избања. Значи, овие работи са што ги потенцирам за некого може да звучат чудно, ама да, на тоа, дури во шуторизари ние не сме биле свесни за условите во кои што не знаеме дека се сиромашни условите, ама дека нема со што да се бања, не знаеме, па ги учевме како да полнат големи вакви шишења, да ги топлат на сончева енергија и да се бањаат кога ќе се вратат од продаж. Тоа менторите се снаоѓале и тие. Значи, почна со продажбата на списанието и за да она што ни беше важно, за да почне тој да го менува своето верување, нешто верувањето, ако ќе е зацврстено, тешко се менува. И она што знаевме дека треба да направиме промена во однесувањето, да има друго некое искуство кое што ќе го добие и да развива нови способности кои што понатака ќе влијаат на тоа верување. Значи, да го менуваат верувањето. Зашто ти ако му кажеш не бе, не се секирај, нема врска што силно сите ќе те сакаат, ништо не си добро. Ама ако го внесеш во ситуација кај што ќе се види во една поинака перспектива и како тоа ќе почне да влијае на верувањето. И го ставивме во улога од примател на социјални пакети, заедно со УНХЦР и UNDP, да дава пакети. Значи, во една друга улога. Ја помага. Не ми помагаат, ја помага. Се соочивме, видовме дека детето не знае да чита. Значи, не од почеток, значи, пошто имаше можност и желба заради тоа што менторот препозна, како ги препознаваме ние афинитетите, бе што ти е мерак да правиш? Не знам, се сакам да правам нешто што ти е стварно мерак, сакам да им готвам на браќата и сестрите, окей, полека, ајде развиваме од тоа што ти е тебе хоби и мерак, како да развиеме професија. И така почна да се разгледуваат можностите за работа во сендвичара,
И кога почна да има тој тренинг, свативме дека не знае да напише на сендвичот дали е со сем, дали е со кетчап, така да менторот работеше за време на корона беше ова. Во парк учеа букви, азбука и сликовници почнаа да читаат. Во исто време ни беше важно на менторот, ни беше важно да го вклучи во средина кој што ќе може да комуницира со различни групи, да не е само со ромска популација, па се зачини во извиднички клуб и почна да се доживува себе си во едно скроз поинакво светло, каде што и беше прифатен и вклучуван во сите активности и поддржан во иницијативите што почна да ги развива. И уште една многу важна работа за него, беше вклучен во жири комисија за избор на најдобра истражувачка сторија за сиромаштво. Значи, ова беше повеќе преку видеа, нели? Ама важен начин му даваш, за да можеме да влијаеме на тие верувања горе. И на крај Валентин се работи во Сенкичара. Некое време работеше, мислам дека веќе размислува да заминува некаде надвор. Меѓутоа, она што е направено кај него е буквално од некој што не постоел во системот до некој кој што комплетно ги сменил верувањата и сликата за себе, стекнал толку силна самодоверба, што веќе дури е спремен, сега сум спремен, дури да одам на Германија и да се најдам сам работа. И сега би било убаво ако имаме просто да пуштиме видеата или нема? Значи, не е страшно. Ето, јас ќе се земам за обврска вие ако ми ги пратите, јас ќе ги пратам на сите и ќе ги погледнат видеа. Да, видео има едно за снимено е во Косово, лице со Даунов синдром, на кој начин се развиваше. И уште едно видео за жена жртва на насилство, кое што буквално од ситуација кај што на безизлезност, со поддршката што ја добиваше со менторот, како стигна да си отвори собствен бизнес. И ова се процеси. Значи, никош не викаме сега ти од жена жртва па одма бизнес. Туку полека се поддржани. Имаме ситуација, например, со една жена, се работи во општина, и тука имавме сериозни предизвици зашто мораше да се заминува пола сат за порано од работа. Па се договоривме со градоначалникот како што и зошто не е тоа, мене ми е ќеф така да си одам порано, туку имам потреба, заради тоа што и таа има детенце со попреченост. Паралелно, значи, се запиша на факултет, тоа го поддржуваме во континуитет, дори да го заврши факултетот, трошоците ги покривавме на почетокот, ние сега почнува таа сама да ги покрива, и како дополнителен приход е, дома го работи тоа, прави ногти. Значи, ова е са некоја комбинација. Ова за видеото што ќе ви го прати Сузана, е за жена која што прво почнавме да, значи, плативме сериозно скап курс во Брейнстар и се обучи за графички дизајн. Понатака се поддржуваше, се работи на работно место кое што во моментот ти беше многу важно за да генерира некаков приход, иако ја имавме свестоста дека тоа ќе биде работно место со краток рок, во 5 шоп некој беше. И полека почнавме да ја вклучуваме во организации кај што работеше дизајн во различни здруженија на граѓани па и фирми. И сега веќе има своја фирма и веќе работи онлайн. Веќе работи како фриленс и еве овие некои дополнителни ангажмани што ги има со фирми и организации во Македонија. И сега би сакала да слушам на прашања од ваша страна, знам дека не знам кога вие многу веројатно како пристап сте слушнале можда нешто на некој начин не применувате, ама доколку ви се отвориле некои прашања, би сакала да еве сега да си поразговараме. Ако може идеја решената, пошто ние да се жртви на семејно насилство, би ми било задоволство ако некој може да одлично, на некој друг ден. Значи, тоа преку менторката, дори ние не ги знаеме, значи, оно што ми е важно исто да нагласам, ние ги водиме под шифри сите, особено жените жртви, ние ја појма која е жената, например. Гласовите се мутирани, да, значи тоа преку менторката, да. Океј. Дали има смисла ова? За излагањето. Браво. Фала. Во секој случај, прекрасно разработен модел, прекрасно и само работа и не верувам дека нема да има резултат. Дали нешто ви остава како... Дали изводливо ова е? Дали имате некој сум, дали ова возможно? Звучи
Само треба многу труд и многу вистински луѓе. Да, и трпение да се... Трпение и вистински луѓе да го прават ова. И ако некој треба само да запише дека ја мисли 5 лица во минато, а не го прави тоа суштински, тоа резултатите нема. Ако се внесат вистински во работата, ќе има. Морам да се согласам со тебе и тоа е нешто на кое што многу активно работиме со менторите. Ние го викаме местото од кое што си ја врши работата. Дали си дошол на работа зашто треба да одседиш тука 8 сати или стварно сакаш нешто да помислиш и да направиш. И менторите, успешни ментори се тие кои што работат од овде. И емпатија. Ама секој работно место е така. Да, така е. Да сакаш и да се вложиш. Не ви се заблагодарив и вас, ми е драго што еве во една мала општина гледам дека некој задвижува прашање како ова што го задвижувате вие и веќе пред да почнам јас со излагањето вие потенциравте работи кои што навистина се важни да се дискутираат и вклучувањето на општината во вакво нешто за мене не знам пријатно изненадување, морам да кажам, многу пријатно. Така да фала ви за се што рековте за општината, морам да кажам дека ние во нашиот план го имаме, социјален план, го имаме предвидено социјалното менторство и на почетокот тоа уште пред 2 години го имаме работено, значи планот 2024-2026 година. Кога спојнувавме баш со колегата Зоран, ќе го ставиме социјалното менторство, на нас ни беше непознато и не толку така... Не гледавме нешто дека можеме ние кој знае што да постигнеме со тоа. И го ставивме чисто колку да го ставим во социјалниот план. Да. Не, и после кога веќе разговаравме, слушавме дека да, треба да имаме такво нешто, така да сакам да кажам дека во нашите документи го имаме предвидено, така да која и невладина организација или пак фирма ќе сака нешто да развие такво нешто, може да се повика слободно на нашите стратешки документи. Ако имате нешто да прашате, да прашате. Ако не, сакам да ви се заблагодарам од мое име, од име на експертите и се надевам дека тоа нема да биде наша последна средба, ќе настојуваме, значи тоа и после кога ќе заврши проектот, да имаме почести средби, чисто, ако не на една кафе дружба, да размениме некои искуства, да нешто до кај сме стасале, до кај не сме, што сме постигнале. Така да уште еднаш ви благодарам за вашето одвоено време и ви поканувам на ручек во пицерија Палма, во ресторан Палма, не знам како сега е регистрирано, да се подружиме и таму.